Civil Media. Второто прашање е од кошаркарот Перо Антич. Овде во оваа прилика ќе мора да нагласам дека на прашање на Перо Антич вашата против кандидатка единствено одговори на оваа иницијатива, што е помалку селективно, бидејќи сега не дојде со вас да се соочи, но прашањето до вас гласи: дали ќе поддржите и дали ќе инициирате диалог за законски измени со кои се предвидуваат поголеми издатоци за спортските федерации на сметка на Државната агенција за млади и спорт? Да, затоа што станува збор за така наречена фискална децентрализација во рамки на спортот. И ја не мислам дека треба една агенција да има монопол во делот на парите и таа да им доделува баш на сите спортски други агенции и федерации. Колку таа смета, за неа има место во нашиот правен систем, се разбира, и во однос на спортот, меѓутоа мислам дека спортските федерации треба да добиваат пари и изворно од буџетот, а не само преку агенцијата. Секој пат кога имате посредници во делот на делењето на парите од државниот буџет, секој пат тука постојат и простори за манипулација и простор некој да не добие приоритет, а заслужува. Мислам дека спортските федерации најдобро знаат врз основа на резултативе кои ги имаат постигнувано и ги постигнуваат, колку пари навистина им требаат. Перо Антич е човек кој долги години е во тој спорт, точно знае колку му треба ако стане председател на Кошаркарската федерација. Инаку да немате дилеми, не знам зашто ве чуди тоа што Слјановска денеска не е со вас тука, одговара селективно на неколку мина. Та никогаш не беше дел од ова движење за промени. Тој став е незин конзистентен. Ја не би очекувал, ме зачуди што и воопшто одговори на некого по пат на Facebook, затоа што нема образ да ве погледа во очи, сите вака непосредно. Civil Media.